Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со професор доктор Стефан Влахов Мицов од Република Македонија, од Скопје, инаку познат на вас со нашите интервјуа кои ги водиме веќе 20 години. Јас како денес се сеќавам, првото интервју беше пред 20 години кога се уште Стефан живееше во Софија во Република Бугарија и оттаму жестоко ги бранеше македонските национални интереси и права на македонците во Бугарија, па и пошироко. Меѓутоа, овој пат го побаравме за состојбата во Република Македонија. Професоре, добро утро на вас. Добро утро на вашите слушатели, како знам, добро попладне или добра вечер. Така, ние ве побаравме вас да поразговараме, бидејќи и многу тешко беше да се најде човек да ја објасни состојбата во Република Македонија, што всушност и се случи на Република Македонија на 27. Јас на оваа радиопрограма пратениците на Република Македонија ги нареков суртуци. Суртуци затоа што мирно стоеа кога во законодавниот дом на Република Македонија се емитуваше химна на туѓа држава, на соседна држава, а исто така немаше никакви реакции од суртуците кога беше изборот, нелегалниот избор на Талат Џафери за претседател на собранието, односно на законодавниот дом. Вие, професоре, суртуците ги нарековте мочковци. Точно е тоа, пошо и јас бев на 27 април вечерта во собранието, за жал не бев со првата група. Нали, ограња, никој влегува во собранието и се соочија наистина со тероризмот. Потоа кога влеговме втората група, само изгледовме бојот со тие шок бомби и така натаму. За мене, јас веќе тоа сум го кажал и го напишав, за мене 27 април во иднина ќе биде македонски државен празник, како 11 октомври е наш државен празник, затоа што на 27 април македонскиот народот, повтарам, а не македонските политичари, македонскиот народ влезе во собранието да брани својата држава. Значи, тој поведе борба против тероризмот, поведе борба со голи раци и се соочи со полицијата, како ја се викам, со шиптарската полиција, се соочи со шок бомбите, со тепачката и на крај да биде обвинет од тие политичари, да биде обвинет дека правил насилство. Всушност, насилството врз македонскиот народ го прават политичарите веќе 26 години. Од осамостојувањето. Тоа е, ние сега гледаме гибел на македонската држава. Ама таа македонска држава, тој варијантна држава, беше зачната погрешно. Тоа беше СДС ВМРО-ски модел на држава, која още имаше промашување, знаете, уште во уставот. Затоа што во нашиот устав, споредно со сите други устави на други земји, во нашиот устав не се бара граѓаните да подкрепат државата. Тие имат само права, немат обврски. Видите, тоа е чудна работа. Да отворите го уставот, не ревидирани, а потоа уставот се ревидираше и стана како некој парцал. И сега, секој со тоа се открие во уставот и така. Така што, ние 26 години државата се уништи. Државата се уништи од македонските политички групации. Пошто 26 години во владата беше на СДС и на ВМРО. Други немаше во владата.
Сега ние кога обвинуваме, нали, политичари, албанци и така натаму. Ама кој ги донесе во владата? Уште од почеток. Кој даде сите тие права, премногу права, кои нема ни едно малцинство во светот. Така што, состојбите на 27 април беа заклучок на сите состојби 26 години, сите прашања, сите проблеми, нали, кои имаше, с кои се соочуваше Република Македонија и надвор беа ставени под тепих. Беа ставени под тепих од владите на СДС и на ВМРО, независно која гарнитура и кој лидер беше таму во тоа. И за тоа нема ништо чудно дека државата гине и дека во крајна мера македонскиот народ и македонците кои се борат за своите права, за својата слобода, тие се обвинети и како во пишуват и странци и други таму во Брисел и во Вашингтон, тие се обвинети во тероризам, тие се обвинети, значи терористите обвинуват во тероризам. Каже, ајде нема ништо чудно во светот. Да се вратиме назад во собранието. Да? Зошто ги нарековте пратениците суртуци, односно мочковци? Извршено е ли предавство на македонскиот народ? Видите, во собранието се знаеше дека и провокација. Знаеше се дека тие се обидат да бират нелегитимен председател на собранието. Што прават пратениците? Јас многу пати прашах ги тоа. Што прават пратениците на ВМРО? Тие пред тоа, за тоа се собираше народ пред собранието. Се собира, знаете, по 50, нали, во еден момент имаше 150 луѓе пред собранието, за да бранат законноста, да бранат правдата. Кога стана тоа? Видите, тоа е цел сценарио. Пошо изборот станал по 18 час, кога завршува седмица. Тие што прават? Тие седат мирно, кога овие се собират да бидат председател, седат мирно и ни се молат како во црква да не прават тоа, не барат подкрепа од народот, истовремено овие прават нелегитимен избор на цел горе и не само нелегитимен законски, туку и нелегитимен како цифра, пошто нема 61 пратеници од една страна, прават го тоа. Потоа, значи, пее се албанската химна, македонските пратеници слушат, нали, тоа, и одма и по тоа барат подкрепа да влегат стотина луѓе во собрание, кои по тоа да бидат обвинети дека се направили насилство. Истовременно, обрати внимание, Ахмет не беше во собрание, Груевски не беше во Македонија, пред тоа всушност може да заклучиме дека имало договореност меѓу тоа. Од каде може да заклучиме? Може да заклучиме од таа страна, пошто знаеме дека по изборите од 11 декември. Сега во јануари ВМРО и ДУИ се обидаа да направат влада. Тогаш беше веќе објавена тиранската платформа на Божик, ама до неуспешното правење на влада, значи до конкрет на јануари, ВМРО не осуди тиранската платформа. Потоа ја осуди кога веќе се виде дека влада не може. Значи тие се прифатили, уште не знаеме како дел се прифатили од тоа, но ние знаеме дека талачът е овој терорист. Некој велат тој бил амнистиран терорист. Кој го амнистира? Прашам јас. И второ, може ли еден терорист да биде амнистиран? За мене терористот си е терорист. Амнистиран, тој си е терорист. Сега, тој терорист беше во владата на ВМРО, беше министр за одбрана. Кој го бираше за министр на одбрана? Не го бираше сте вие, не го бирав јас. Значи, знаете кој го бираше. И од таа гледна точка, министр на одбрана, а сега го ставија и председател на собрание.
И затоа така нелегитимно, а од друга страна без некакви реакции од страна на платениците. Јас веќе не викам платениците, кои викам платеници, пошто тие се платеници. Така става. Кажете ми, зошто и на Божик не реагираше председателот Ѓорѓе Иванов? Зошто и тој не отфрле тогаш платформата тиранска и да му речеше и на ВМРО ДПМН не ви ја давам платформата, бидејќи е антиуставна, антидржавна, антимакедонска? Јас очекувах, и не само јас, туку и тие кои беха во собранието, тогаш на 27 април, во четвртокот очекувавме дека председателот Иванов ќе објави военна или военна состојба, пошто тоа беше класичен пуч. А уште повеќе, станува збор за некои делати сега читам, не може да се објави военна состојба, пошто тоа военна состојба се објавува кога државата е загрозена. Па државата, македонската држава, е директно загрозена не само преку тиранската платформа. Македонската држава е директно загрозена преку државните институции на Албанија и на Косово, преку нивните државни раководители. Така што сосем исправно беше од една страна, а од друга, во тие обиди за нелегитимен председател на собрание, потоа обиди за не обиди, туку тепане на народ во собранието. Замислите, во собрание влегува полицајци и првата шок-бомби. Па тоа, каде е тоа нормално, што е тоа демократија и така натаму. И тогаш, наистина, ние чекаме председателот Иванов да објави каква состојба. За жал, не објави. Сега, наистина, тој до сега не дава мандат за влада, но се види со изборот на нелегитимен председател, се види дека и тие може да изгледат и влада. И независно дека не е даден мандат. Така што со даден мандат или недаден мандат, тие може да прават се ако не се преземат мерки. А кој да преземе мерки? Ние практично немаме државни институции. Само збориме за тоа дека председател Иванов, се обидува да се спротивстава на тоа класичен државен пуч. Ние практично немаме влада. Имаме министри кои земат плати, ама ние влада немаме. Така што, ако, јас тоа веќе сум го кажал, не еднаш, ако председателот Иванов не преземе одговорност и не земе контрол врз државата во свој раце, тој има ингеренциите тоа преку член 124 и член 127 од Уставот, кој му дава право и при таква состојба да именува нова влада со нов премиер и министри, да става функционери за зависност од потребата на државата. Тоа значи дека тој може да става и суди, може да става и секакви функционери во таков момент. Знаете, кога е военна или военна состојба, председателот на една држава, тој има ингеренции да прави се. Може да распишува избори. Значи може да бидат распишани сега се вика дека од вчера градоначалниците не били легитимни. Па може да се разпишат локални избори, може да се разпишат парламентарни, може да се разпишат што сака. Тоа. Ако не стане тоа, тогаш веќе значи не само де факто. Де факто Македонија моментално е окупирана држава. Не само, но и де јуре. Де јуре веќе ќе биде окупирана, пошто имаме ние веќе паралелни институции. Имаш нелегитимен председател, утре имаш нелегитимна влада, имаме нелегитимно специјално обвинителство, значи што имаме? Имаме дупло институции. Така што кога имаш дупло институции, ти немаш држава. Ето тоа е проблемот. И сега е моментот. Баш во овие денови председател Иванов веќе дефинитивно да се изјасни и дефинитивно да донесе одлука. Значи, во едниот момент, ако донесе таква одлука,
тоа навистина ќе биде, јас можам тоа да го споредам само со таа активност за одбрана на Турција од Кемал Паша Ататурк, знаете, по Првата светска војна. Во другиот случај, ние спаѓаме во состојба кога Македонија е окупирана де јуре и де факто, и тогаш веќе испаѓаме на состојбата од времето 41-44 година, кога мора да водиме пак иста таа дејност како са водили нашите предци, таа борба. Веќе е борба илегална, пошто ние знаеме дека немаме и македонски медиум. Ние имаме медиуми, ама тие се партиски. И во таков медиум многу тешко можеш да демонстрираш, да изјавиш македонски став во одбрана на македонската држава, на македонскиот народ, на македонските национални интереси. Јас многу се чудев пред неколку години, да. Која е разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ? Има ли патриотизам кај едните или кај други? Разликата е таа. Сега моментално разликата е таа. СДС вика, ние ќе направиме, ВМРО вика, нема да дозволиме. СДС ништо до сега не направи, а ВМРО ништо не спречи. Така што, навистина, ако гледаме детално, СДС, неговото раководство, станува збор, тие испадна и барем во последните години дефинитивно како инструмент на внатрешни и надворешни антимакедонски сили. Но ВМРО од своја страна, преку неговото раководство и преку луѓето во државните институции, кои, обратете внимание, и сега моментално има формално има влада на ВМРО, која, како кажах, ништо не прави, само министри земат плат. Значи, тие не спречуват распадот на државата. Значи, едните директно удират, а другите са нивни соучесници, пошто практично ти кога не спречуваш нешто, ти си соучесник, не ли така? Ако ти си против, ти нема да изјавуваш со декларации, секој ден изјават со декларации и нема да дозволим. Јас за тоа викам, едните викат нема да дозволим и другите делат ќе направиме. Ајде ова да го анализираме. Зошто не се избра Талат Џафери во 3 часот или во 4 часот? Зошто Али Ахмети не беше во собранието? Зошто Груевски беше во Австрија? И сето тоа сценарио на што ви личи на вас? Дали само македонскиот народ беше топовско месо како за време на Линденското востание 1903 година? Што мислите вие? Значи, сега тоа беше исто сценарио или слично, точно слично сценарио, ако на предавството во 2001 година. Сега, тогаш, шо беше? Тогаш беа практично стана коалиција СДС и ВМРО и се подпиша рамковниот договор. Така. Сега, народот се пунеше и тогаш на улица, ама народот беше излажан. Сега, народот исто така на улица 2 месеци и исто така беше излажан. Проблем е тоа, дека и едните и другите за овие веќе во близо на 3 децении се докажаа како марионети на Вашингтон и Брисел. Значи, тие нема се покажаа како ги недостачува. Немат македонско национално чувство. Немат чувство за државност и не знаат како се прави држава и како се гради држава. За тоа ние стигнахме во тој ќорсокак. Практично, тоа е за тоа јас говорам за договореност. За договореност Ахмети и Груевски. Па обратете внимание, кога има тоа, кога има некој проблем, кога има некој клучен проблем, и Ахмети и Груевски, тие никогаш не се на тоа, тие се јавуват по тоа. За тоа секогаш
и секогаш така невинни. И не е никако чудно това. Не е никако чудно, пошо сега отлуките, вие знаете дека отлуките и за Ранковният, и за Пържино, 1 и 2, нали, кои бие, како беа донесени. Па тоа се седат партийски поглаварици, тие четворица тогаш седеа, и што се договараше македонскиот народ, знаеше ли? Македонскиот народ не знаеше. Беше поставен пред свршен чин. Па тие сега договореност, а некој знаеше ли какви се договореностите за тоа во јануари меѓу ВМРО и ДУИ? А некој знаеше ли како се одбиват албанските партии и СДС? Па никој не знае. Видите сега, кога немаш ти јасност, кога нема гласност во една држава, зашо мора да збориме? Зборуваме за тоа дека македонскиот народ бил суверен. Македонскиот народ во последниот 26 години воопшто не е суверен. Никој не го праша. Секој го малтретира од политичките партии, го малтретира од партиските елити, го малтретира во негово име. Божен во негово име го малтретира. И самиот факт, што беше пред 11 декември, што беа изјавите. Народот ќе има своите 5 минути. Народот ќе има своите 10 минути. Што? 5 минути, 10 минути за да оди да глас. Народот сите велат дека македонскиот народ е суверен во својата држава, државен суверен. Македонскиот народ, тој воопшто не е суверен во изминатите 26 години. Тој е малтретиран од политичарите, малтретиран во негово име. Ова се не вани. Ти малтретираш некој, го лажеш во негово име и во негова корис наводно. И за тоа е таква состојба. Али народот навистина народот се буди и не можеш, пошто е казано, е познатата мисла, дека еден дел од народот може да го лаже секогаш, ама целиот народ не може да го лаже секогаш. Ајде да дојдеме до крајот и заклучокот. Еве спомнавте вие дека можна е и видливо е дека ќе се формира влада. Колку ќе се имплементира двојазичноста во Република Македонија, конститутивен народ, албанското малцинство, промена на химната, на знамето, промена на грбот, геноцидот и со тоа да заокружиме, и на крајот да кажеме дека вчера слушнав дека демонстрациите веќе биле одложени и повеќе нема да се продолжи со демонстрации. За жал, јас ќе почнам од последното прашање. И тоа повеќе пати сам го кажал. Дори го кажах во лице на организаторите на тоа, на протестите. Протестите беа легитимни. Народот сакаше да излезе да се бори. Али дел од тие организатори беа подметнати личности. Како подметнати личности имаше още од почетокот до сега во политичките партии. Целта беше да се истроши енергијата на народот, да се користи тој како партиски инструмент и накрај да се излаже. Сега тоа го гледахме. Тоа го гледахме. Така што, кога се создаде власт, таа ќе се создаде. Тоа е веќе дефинитивно. Тоа е веќе дефинитивно, јас кажам, дефинитивно и де јуре правно веќе крај на македонската држава. Таа формално може да постои како двојазична, како тоа некој краток период од време. Но практично сите тие државни институции, тие ќе бидат преземени и ќе бидат, тие сега се преземени. Вие гледате, судството ништо не прави. Нели има поднесени тужби за тоа против пучот во државата. Судство имаме, немаме судство, имаме суди, немаме судство, немаме македонско судство, немаме македонски државни институции. Така што тоа двојазичност, тоа е најмалката работа. Тоа ќе биде не двојазичност, ќе биде еднојазичност, пошто се знае
дека и тој проект кој не сака македонски граѓани да зборува, значи албански јазик, ќе биде казан со 5000 евра. А инако, ние имаме, кога зборам дека ние немаме македонски медиум, од државното радио. Од државното радио се казнуват новинари за тоа што нивните соговорници кои се користили, да кажем, зборове терористи, фашисти, антифашисти, па за тоа се казнуват. Казнуват си и казната е исто 5000 евра. Видите сега што? Ние не можем во собствената своја држава, не можеш ти да брани својата држава, пошто не било политички коректно. Не било коректно да си браниш државата. Ете тоа ти е. До така испаднахме, така што ние практично, за тоа верувам, практично ние држава немаме. Ние имаме се уште формално тамо Република Македонија се води, али тоа е празно од содржина. Ние немаме, ние имаме македонски народ кој мора да си врати државата. Но ние немаме политичари македонски, ние немаме македонски државни институции, немаме македонско државно судство, така што ние почваме практично од нулата, од каде е почнал македонскиот народ и во 1941 година. Добро, професоре, јас уште едно прашање, ма многу кратко, видите, време немаме. Како немаме ние, еве, од нашите лидери, од Заев, од Бранко, од Лјупчо, од Никола, направија поголеми од Сталин и од Фидел Кастро и не се колни народо во ними. Ако не бил тој, демек ќе пропаднела државата, а не знаат дека силата е во народот, нели, секаде силата е во народот. Во која било држава? Тоа е проблем. Значи, ние секогаш, за жал, ние ако се вратиме и во минатото, ние народ секогаш сме имали. Народот се е борил за својот име идентитет и го е зачувал во милениумите. Али, многу малко са били навистина лидери кои не са подкупни, не са продажни и тоа. Сега, Фидел Кастро. Фидел Кастро ние не може да се собереме тука како Фидел Кастро и не само тој. Ние гледахме и во тоа, гледахме лидери таму, ама гледахме и во другите. Тука не станува збор дека Македонија е мала земја, па за тоа нема удоволно лидери. Лидерите, тоа е дека са преземени мерки уште по распадот на Југославија, во тие поранешните сојузни републики да бидат подметнати лидери. Така и во Србија беше, така и во Хрватска, така и во Македонија и тоа. Тие са и едните и другите, независно која политичка опција, независно од боите. Тие са подметнати од надвор. Затоа, како јас викам вулгарно, и едните и другите прдат во едно грне. Значи, едните и другите прдат во едно грне, истите се, нели? Тогаш во едно грне. Точно така. Па сега е доказ за тоа и со дека 26 години па некој партиски криминалец од едната или од другата страна да е влегол во затвор, не е влегол. Како да не е тоа? Не можам да разберам зошто ги глорифицираме, зошто толкави правиме личности во една држава со 1.500.000 до 2 милиони луѓе и ние правиме култови. Дали вие сте свесни, дали тоа го гледате? Сега тоа луѓето се свесни, но проблемот е тоа. Проблемот е дека уште од антиката до денес македонецот почитува лидерството, лидерите и тоа е, значи и тоа е бил проблем кога нешто почитуваш да ти се подметне нешто наместо автентично, да ти се подметне нешто вештачко. Ете така. А ние имаме лидери, ама тие не се во лидерите на политичките партии. Добро, професоре, ви благодарам на исцрпните информации. Да се надеваме дека кога ќе се осуни утре или други ден во собрание официјалниот јазик на Македонија, не знам како ќе се преживее, нормално дека ќе биде албанскиот, нели? Па излегува така. Мора да се учи албански
за да нема казна од 5000 евро. So там сме изпаднали, ние сме за книгата на рекордите Гинес. Тоа е. Добро, ви благодарам, времето ни помина. Ви посакувам убав ден во Република Македонија. И исто убав ден и на вас и на вашите слушатели. Задоволство ми беше.